Поздрав за гледачите на телевизија Ирис. Во редовната емисија е отворено на тема. А темите не може да бидат дискутабилни, да се зборува за нив ако не се разговара отворено или судир на аргументи. А на тема се разбира. Убаво би било да живееме во скандинавските земји и да не бидат темите отприлика како овие за кои што денес ќе разговараме со моите гости, професорите од Универзитетот Гоце, а да немаме теми како име нашата вечна дилема, ќе не биде ли, може ли да не биде така натаму. Се надевам дека ќе дадат некои по-стручни и по-срекни времења. 22 април е денот на планетата Земја. Има еден убав историјат на тоа како тоа настанало. Кога податоците за старењето на планетата му е дале на подпредседателот на Соединените американски држави Джералд Форд, тој се заинтересирал и успел да го убеде Конгресот во април 70-та година да донесат една декларација во која што се прогласува ден на планетата Земја. Но од овде излегли низа на закони, декларации, упатства околу тоа како американци да се однесуваат со старењето на својата земја, на планетата Земја. 20 години поминале до 92-та година, 22 години, кога 177 земји во светот го прифатиле овој датум како ден на планетата Земја. Зошто е актуелно, освен ако треба да одбележиме, нели, со низа пригодности што ќе засадиме неколку дрвца и така натаму. Но еве не е така. Денес во парламентот на Република Македонија го слушаме говорот на високата представничка на Европската унија госпоѓата Могерини, која ни кажа дека имплементацијата на законите кои ги донесуваме со европско значење е услов sine qua non без кој нема пат кон Европа. Не е важно дали ќе ги донесеме законите, туку како ќе ги имплементираме. И овде во она препораката за отпочнување на преговорите со Европа, со Европската комисија, многу често се појавува ова знаменце, но и врската за земјите апликанти е да го своето законодавство и својот секојдневие да го прилагодат на стандардите на Европа. Во скоро секој закон има по неколку члена кои се однесуваат на нешто што се нарекува заштита на човековата околина. И овде не се работи само за рударството или за производството на патлиџани и зелка, која денес е актуелна, нели? Туку се работи и за начинот на изградба на живеалиштата, просторот околу нив, воздухот и се останато што Европа го усвоила како стандарди. И повторно имаме упатство дека тоа мора да го почитуваме. Не само да го почитуваме, туку и да го живееме како стандарди, или политичарите велат да ја доведеме Европа во Македонија, не само Македонија да патува кон Европа. Ете, за овие теми во пресрет на овој ден ќе разговараме со моите гости, професорката Марија Хаджи Николова и професорот доценти на универзитетот и професорот Димов. За почеток, добродошле во мојава емисија. Се извинувам за техничките проблеми дека да се аклиматизираме. Ако се слага професорот, да почнеме прво со професорката како добри домаќини, нели, и како единствена дама во овој наш разговор. Професорке, 22 години откако 177 земји го прифатиле овој ден и стандардите кои ги имплементираат. Вие долги го следите сето ова, професор сте, научник, нова методологија. Мене ме интересира една работа. После двете програми, таа од Киото и од Вашингтон, и ова последнава расправа во Париз пред 2 години, како да спласна целиот тој интерес на светската јавност за екологијата, или само нам не се чини така? Имаме некои поважни теми? Па не, мислам дека не е спласнато. Актуелни се темите од екологијата и треба да бидат, имајќи предвид фактот што кажавте, нели, дека навистина некаде во 70-тите години, значи на минатиот век, се дошло до сознанието дека ако понатаму продолжиме така неодговорно да се однесуваме кон животната средина, ќе се доведеме во прашање сопствениот опстанок, така да треба и мора да биде тема од посебен интерес на која што сериозно ќе работиме. Професорке, еве повторно се вратам на овој документ, препораките на Европската комисија, во која што вели Македонија мора да се стреми кон задоволување на собствените енергетски потреби врз основа на обновливи извори. И овде има една низа на податоци
околу тоа колку Германија има процент на обновливи извори, но интересна работа е и новите држави како Словачка, новите држави во Европа, мислам и некои држави кои се комплементарни со нас, барем од системот кој што излегавме, кои се побогати, поголеми, имаат многу повисок процент на задоволување на енергетските потреби од обновливи извори. Како стоиме ние? Не знам конкретно, мислам, каква е ситуацијата кај нас, меѓутоа, мислам дека се уште сме на самиот почеток на искористувањето на овие обновливи извори на енергија. Меѓутоа, факт е дека треба се повеќе да применуваме покрај оние конвенционални, да се преориентираме и кон користувањето на обновливите извори на енергија. Колку имаме суди помеѓу она што се нарекува заштита на човековата околина, нашава околина и економските потреби. Америка излезе од Киото програмата, така ли беше, од протоколите на Киото. Зошто рече дека Америка ќе претрпи големи економски проблеми, а ние не можеме да ги оставиме растот на американската економија да биде помал, имаме 300 милиони жители. Ово ми изгледа како на кредит да сме земале земјата од идните генерации. Па да, секако дека и за реализација на сите тие проекти кои што се од областта на заштитата на животната средина, дека се потребни средства. Меѓутоа и имаме такви фондови, глобалниот еколошки фонд преку програмите UNDP, UNEP кои што финансираат посебно во земјите во развој, кои што средства секако треба да ги искористиме и да направиме некој исчекор напред кон... А имаме ли искуство од тоа? Еве, имам разни фондации, како што рековте, глобалниот зелен фонд, преведено речено, или разни програми во светот, кои што не само од Европската унија, кои можат да се искористат. Кај нас сето тоа е некако на декларативно ниво. Еве, ќе зборуваме подоцна за еден проект кој не е мал околу собирањето на ѓуброто, така, биоотпадоците. Но, сепак, сето тоа според моево сознание е на ниво на вас како професори, студенти, повеќе на ентузијазам отколку на систем. Може ли државата да одговори системски да го реши тоа? Треба, мора да се обиде и мора прашањето... Колку ве слушаат вас научниците од тоа дека тоа е нужно? Или политичарите донесуваат одлука врз основа на дневните потреби? Да ви кажам, мислам дека недоволно не консултираат. До сега барем ние немаме такво искуство за некои одлуки кои што ги донесуваат, значи да бидеме прашани, да разговараме, да го кажеме нашето мислење. А мислам дека еве конкретно факултетот за природни и технички науки има, значи располага со кадри од областта на животната средина кои што сериозно може да помогнат, значи во реализацијата на низа проекти од оваа област. Значи не имаме знаење, ама некако тешко ни е да го користиме. Така изгледа. Професор, да го врашам професор Димов. Преди мој разговор со еден ваш колега, беше директор на ЕЛЕМ, Чинковски, вели вака, целата, разгледувајте ја енергетската состојба во Македонија како од торта, од низа на филови, ама засега најголем процент е од минерални сировини, од јаглен, од фосилни горива, и дека сето тоа многу тешко ни оди. Потребно е тортата да ја превратиме. Ваша експертство е тоа? Па вака, за жал, така, 70% од енергијата ја обезбедуваме преку тие минерални суровини, кои што се, за жал, истребуваат. Значи, тие се истрошат и не се обновуваат никако. Значи, ние сме во една фаза каде веќе долг низ години, веќе некаде околу 30-40 години, масовно го експлоатираме тој јаглен и се подпираме како економија, како енергетика, како столб на движење на оваа држава, се подпираме на тие јаглени. Продолжуваме да ги истражуваме, продолжуваме да го бараме тој јаглен секаде во Македонија кај што го има. Меѓутоа, мислам дека стратешки почнуваме полека да се вртиме кон оние обновливи извори на енергија. Претходно што разговараме со мојата колешка. Значи, за користење на зелените
енергија е многу битно кој потенцијал го има нашата држава за тоа. Затоа се правени пред повеќе од 10 години повеќе студии на експертско ниво и е донесена одлука дека имаме и хидропотенцијал, имаме и сончев потенцијал и се донесени низа закони кои што дозволуваат издавање на концесии за мали хидроцентрали, големи хидроцентрали, за овие фарми за сончеви фотоволтаици и така натаму. И мислам дека почнуваме да движиме во позитивна насока. Значи, еден дел од тие концесии кои што беа земени функционираат за мали хидроцентрали, 30 нешто се направени. 30 нешто се веќе функционални и го остваруваат оно што било проектирано за нивното постоење. Меѓутоа голем дел од тие мали хидроцентрали кои што дали се процениле дека погрешно процениле дека се добро да се дадат под концесија, никош немавме заинтересирани инвеститори или пак некој проба нешто да направат па видат дека имат проблем со инфраструктура, пристап и така натаму, со финансии, инвестиции и така натаму. Меѓутоа работите тргна од нулта точка. Значи, добро е што имаме некаква стратегија за развој на таа зелена маса. Меѓутоа, кога зборуваме за користење на неконвенционалните извори на енергија, сепак хидропотенцијалот некако ни е најдостапен и највеќе се подпираме за него. Додуше тоа е поврзано со хидрометеоролошки параметри кои што не се константни за жал секоја година. Еве на пример ова година имаме добри параметри, сите брани се полни, електраните работат. Може имаме 7 години суша. Така е. И тие 30% од 17% од јагне ние мораме да ги надокнадиме или со нешто хидропотенцијал, со други алтернативни извори на енергија или за жал да увеземе по многу повисока цена отколку таа што ни е нашата пазар. Лаиците имаат секогаш дилема околу тоа. Ја гледаме природата околу нас, вака изгледа, онака изгледа. Економијата која ќе каже барем они што несуваат одлука дека првенствено и да не да доволно работни места за сите, во Македонија имаше 22% од работоспособното население бара работа и тогаш како параметри да се поместуваат. 6 месеци во Македонија се расправаме околу тоа, целата таа студија, отварање на нови рудници во Македонија и некои луѓе зборуваат со некој друг вокабулар, велат, нам тоа не ни е потребно. Што били науката? Малечка земја смее ли да се дозволи во состојба да си ги истреби минералните сировини на оваа генерација, земејќи на кредит од идните генерации? Вак, науката вели едно јасно и многу гласно. Стратегија. Значи, ние мораме да направиме стратегија во нашите региони каде ќе се движиме. Знае се каде се металични минерални суровини. Тие се во источна и југоисточна Македонија. Знае каде се земјоделските површини. За жал, некаде доваѓаме до колизија, каде има и потенцијал да се отворат рудници, посебно со нови технологии на екстракција на минерали, кои што не мора да бидат деструктивни, да се прават флотации, да се бара не знам кој процент на минерална суровина, за да тоа биде интересно економски исплатливо сега со овие новите методи на лужење и на катодно добивање на некои минерални суровини, многу ќе поевтинуваат и стануваат поинтересни. Некои ние што сме ги воделе во нашата литература како појави, дури не се били ненаоѓалишта, сега одеднаш стануваат интересни за истражување, ради тоа што технологијата се смени многу полесно може да се валоризира металот. Може ли науката да гарантира помало? Меѓутоа, за да ние знаеме како држава што се сакаме и каде ќе се движиме, мора да направиме стратегија. Стратегијата не може да направиме сами, значи мора да ја направиме сите засегнати страни во општеството. Значи под закрила на владата да се направат експертски групи на нивоа на експерти од образование, експерти од пракса, од животна средина и нормално цело време јавното мислење, целото време да биде тоа транспарентно на јавни дебати и работилници да се расправа. Кои делови имат потенцијал за рударство, кои делови имат потенцијал за земјоделие, колков е потенцијалот за рударство, колку е потенцијалот на земјоделието, какви се негативни влијања на рударството, да не забораваме дека и земјоделието има негативни влијања. Така, посебно да не биде дека само така, само рудниците загадуваат, а земјоделието е чиста гранка која што произведува здрава храна и сега рудниците ги убиваат луѓето, а земјоделието ги храни. Значи тоа се некои фами што во последно време се повише и повише се да речеме слушаат гласно, се погласно и погласно, без никој издржано, јасно и гласно да стави еден процес. Так. Значи мораме да направиме на стратегија, по која што стратегија и ние како држава и ние како
народ ќе се водим, а и нормално странските инвеститори кои што сакаат да инвестираат и во рударство и во земјоделието и во целата индустрија, ќе знаат што да очекуваат. Овде ми е едно друго прашање, професоре. Дава ли одговор науката, и за професорка, дава ли одговор науката за она што вие го нарековте колизија помеѓу двете гранки? Да. Народ малку знае, граѓаните малку знаат. Тие знаат дека рударството е дупчење, големи јами и така натаму и така натаму. Постои ли науката одговор да се намали колизијата помеѓу, да речеме, овоштарство и експлоатација на руда? Да тоа биде помало прифатливо или во некоја рамка која нема да биде барем, можеби Нестор ќе го формулирав јас тоа како кредит од идните генерации. Сега ќе го потрошиме, а ние ќе им оставиме празни дупки. Вака. Од кога кажавте за животната средина, од 92 па и 95 година навака и нашата држава се повеќе и повеќе се согласува према тие европски или меѓународни стандарди, директиви, рамковни договори и така натаму. Значи, пред да се отвори било каков рудник. Значи, уште во фазата на проектирање, после деталните геолошки истражувања, се прават обемни студии за влијание на тој објект врз животната средина. Значи, комплетната животна средина. Значи, сите тие параметри се така добро направени да добро се знае како ќе биде влијанието. Значи, секој инфлуенсор излегува од него, вода, прашина, бучава, се тоа едни добри, одлични сценарија кои што ги работиме и ние, ги работат и колегите од странски инвестиции и сето од странски фирми и сето тоа се става во еден продукт кој што точно го димenzionира загадувањето и влијанието на рудниците врз околината и животната средина. Меѓутоа, некои остатоци од, не знам, некои стравови од минатото го плашат населението дека се оно што е на хартија нема да биде исто како што е во реалност. Да се вратиме ова што не вели Могерини. Слушаме студии дека, значи, слушаме секакви муабети за катастрофи, за Фукушими, кој може да би се случи на Јапонија, како така, може да ни се случи на нас. Значи, мораме да рачистиме дека рудниците не се аптеки. Нормално. Значи, тоа се индустријски погони кај што се произведува нешто и нормално дека имаат некој влијание на животната средина. Меѓутоа мора да разбереме и друга работа. Тоа влијание многу полесно можеме да го контролираме и да го намалиме сега отколку пред 10, 15, 20 години. Имаме технологии кои што можеме апсолутно да го намалиме на многу низок процент сето на негативно влијание од рудниците и од постројките за добивање на метал. Ова беше за загревање, мала пауза за економска пропагандна програма и продолжуваме со разговорот. Продолжуваме со разговорот со моите гости. Професорке, овде мораме да направиме еден, вака да поставиме една тема, па да влеземе во дискусија, се надам дека ќе биде интересна. Јас како обичен граѓанин, неголем број на граѓаните во Македонија одеднаш го видела дека си го загадуваме воздухот од тоа што се загреваат домовите на дрва. Ама не имаме навика за загревање на дрва толку години. Што се смени? Климата, конгломерацијата, концентрацијата на шпорети на едно место, на граѓани. Што се смени? Зошто одеднаш проблем број 1 стана загревањето на дрва? Па проблемот со загревањето конкретно ја пак ќе се навратам бидејќи нели најголемиот проблем го има главниот град Скопје е нели пред неколку години имаше нагло некако откажување на граѓаните од системот за топлификација, централното парно грејење, не знам, можеби од економски причини. Тоа не е така, најверојатно се економски, но Тетово нема централно грејање, битува. Зошто одеднаш или ние имаме нови сознања? Јас знам. Професор, ајде да видиме. Затоа што почнавме да мериме. Значи немаме проблем зашто не меревме, а сега мериме? Значи сега имаме поставено мерни станици кои што работат 24 часа онлайн. Значи секој има, може да си ги симе на мобилна апликација, може да ги видиме на дневните портали. Значи секаде каде да уклучиме во било кое време ние може да видиме колку е концентрацијата на PM10 во сите тие градови кои што ги спомнав. Значи јас верувам, еве тоа што го вели професорка, дека голем дел се исклучи од топлификација, меѓутоа индустријата е горе-доле. Дури и послаба. 90-те години имаше позагадување. Така. Значи факт е дека зградите доста високи го сопреа и така релативно малото струјење нели на воздухот, сето тоа си има свој. Професор, ви рековте почнавме да мериме. А значи ли тоа дека ние пред 5, 10, 15, 20 години исто така сме се загадувале од нашите спорети, ама кога не знаеш па никому ништо не. Изгледа дека е така. Значи многу е
лошо кога го отвориме дневниот, еве речеме, портал, кај што го дават апликацијата за мерење и кога ќе видиме Скопје ректорат 200, 400, 500, а дозволената граница е 50. Меѓутоа тоа не е така, тоа е во тој момент така. Значи, на нас се забитни оние целите дневни, неделни или месечни содржини на ПМ частичките. Имаме среќаш тип отворен град, кој што има добар пробив, па затоа нивото на тие честички не е мало. Во другите котлински градови, мислам дека суштински ништо не се е променило. Грењето е такво како што е. Така тоа ми беше и мене дилемата. Меѓутоа сега ние имаме поставени автоматски станици кои што, значи, државата систематски со еве и нашите универзитетки веќе ги заработува и ги монтира тие одделот на професорката Марија и професорот Мираковски ги изработува тие инструменти кои што мерат не само ПМ 2,5 и 10, туку еден куп други параметри метеоролошки од кои што зависат тие ПМ. Просто ако не меревте, ние ќе си живеевме спокојно, ама вие измеривте и сега мораме да најдеме решение. Знаеме дека е било, знаеме дека и сега беше било Скопје смок зимно време, така? Знаеме дека сега ама за тоа не знаеме, мислевме дека јагунец е проблем, да испадна дека дрвот. Но науката ќе мора да даде одговор, а ние како граѓани ќе мора да ве слушаме, бидејќи тоа се екзактни податоци, а ние мораме да се подведуваме под нешто што е екзактно, а не според емоциите. Професорке, Европа има фондови не заради тоа што сака да го заштитат македонската околина, затоа што и тие минуваат и знаат за нешто се нарекува влијание на микро, на мезо или на глобално ниво од една на друга околина. Чернобил ги оштети најмногу скандинавските земји и балтичките земји повеќе отколку Украина. Тоа се мерливи работи кои после 30 години ги гледаме. Така, еве сега имаме една друга работа. Колку ние, вие како наука, општествените заедница, ние како држава на локално, на централно ниво, умееме да аплицираме и да земеме искуства и средства од тие фондови? До сега некако срамежливо е. Да, се навратим на Повелете. Република Македонија, да, вклучена е во програмата за искористување средства, значи од фондовите кои што ги споменав, нели, за реализација на програми за унапредување на животната средина. Е во еден таков проект и моментално е вклучен Универзитетот Гоце Делчев Штип заедно со општина Пробиштип, проект кој што е доста значаен за заштитата на животната средина во сегментот на управувањето на отпадот, односно воведување на еден така наречен pay as you throw или плати колку што фрлаш и ставување на инсталирање на единици за компостирање, чии што главни цели се, значи, да се започне, едноставно бидејќи кај нас се уште го немаме, не е започнато тоа селектирање на отпадот, селектирање на органскиот или биоразградлив отпад, значи во домакинствата и хотелите, рестораните, кои што секако се, нели, едни од најголемите создавачи на овој органски, односно биоразградлив отпад, и самото тоа, значи, да доведе до намалување на трошоците, значи, од друга страна на јавните комунални предпријатија во однос на, нели, транспортните трошоци кои што ги имаат, намалување на количините на отпад кои што ќе одат на депонија и секако компостирањето како еден од најстарите начини, значи, на рециклирање и добивање на еден многу корисен. А зашто токму општина Пробиштип зашто тие аплицира или е соодветни за ова што како пилот проект сака да го направите? Да, избрана како една помала општина, а исто така според податоците, можеби Ѓорги подобро знае за тоа, кои што беа правени во рамки на разработката на регионалните планови за управување со отпад, се покажа дека некаде околу 54%, значи, од отпадот е органски или биоразградлив. Или килограми 700 грама по семејство отприлика статистиката прочита. Европскиот просек не е многу поголем од нашиот. Не. Зависи у која средина го мериме. Така, Тоа е многу битно, у која урбана зона од градот. Затоа ни е Пробиштип интересен.
Како помала општина, значи каде што полесно ќе можеме да го следиме, нели, да ги следиме ефектите од реализацијата на проектот и после искуствата, се надевам, позитивни да се пренесат и во другите поголеми општини. Значи, можноста за од овој пилот проект да прерасне во една поголема програма се отворени? Да, секако тоа е целта. Да. Професоре, овде мора да работиме и со податоци, рековте вие вака во дискусија дека не се сите делови од градот исти, нема унифицираност, а јас како статистика може да како интригант да се заинтригираме, Македонија не е многу пониско од просечно европско семејство во количество на отпад. Или станавме многу чисти, па фрламе тоа што не ни треба, но тоа нека друга социолошка истражување ќе треба да има. Јас ги гледам тие податоците, Германија некаде 5,5 килограми на просек, големите градски конгломерати секако повише. Македонија некаде скоро 4 килограми, она статистиката што го кажува, од кој можене просек дека ќе има над килограм и пол од биоразградливи субстанци. Како овде ставаме во европскиот просек? Нас Европа не стимулира одамна со средства за да ние знаеме како да управуваме со комуналниот отпад, што е многу битна. Значи, сега вие подобро знаете од нас дека сме конечно во фаза на имплементација на регионални депонии. Значи, целиот тој процес, значи од управување со отпад во источен, североисточен, Вардарски, од 2003 година, колку почнуваме од 2005 па се интензивира после 2009-10, влегоа европски пари и почна да се прават тие стратегии за управување со отпад, по секоја општина се направи испитување на отпад, квалитативна, квантитативна анализа на тој отпад. И ги знаеме процентите горе-доле како се движат. Еве, општина Пробиштив конкретно има биоразградлив отпад, во него спаѓа и градинарскиот отпад, и тоа што ние го фрламе од фамилијата, од семејството како остатоци од храна и се оно од друго што е биоразградливо, тој процент во општина Пробиштив е повеќе од 56%. Од укупниот од целото тоа што ние го фрлиме во контейнерот во кантата, 56% се биоразградлив отпад, што можеме да ги рециклираме, ако адекватно ги селектираме. А тоа значи ли дека општина Пробиштив има доволно нека земјоделие кое што како нуспроизвод е ова? Сега, вршени се главни поенти на проектот се тие што произведуваат повеќе органски отпад. Тоа се хотелско-ресторанските, да речеме, објекти и руралната област, каде што знаеме дека луѓето имат градини и пластеници, почнуваат веќе од не знам Пробиштив дали има хотели и ресторани, но има. Значи за тоа е одбран. Има 2 хотела големи и неколку помали ресторани каде што има и доста речеме добар сместувачки капацитет на огромен ресторански капацитет каде што се прават свадби, свечености, каде што има огромна количина на тој органски отпад. Исто и коските ги сметаме во органски отпад. Тие професорката Марија што ги спомна, автономните компостерски единици имаат толку јаки шредери што ги сечат, дури и коските ги претвараат во компост. Значи, проектот е многу добро осмислен, значи многу добро концентриран, со јасни активности со кои што треба да се направат, значи, крајните цели. А тоа е паметна употреба на современата технологија за добро селектирање и рециклирање. Многу е битна работа кога ги спомнавте овие европски директиви и други рамковни обврски. Значи, Европска рамковна директива за отпад 98-2008 до 2020 година ги обврзува сите општини за земјите членки да минимум 10% селектираат и компостираат органски отпад во рамките на своите општини, не зборам за регионални депонии. Значи, на регионална депонија не смее да има 0% органски отпад. Значи, целиот органски отпад треба да се компостира дали во рамките на самите градови или во рамки на постројките на регионална депонија, што ќе ни никне се надева многу брзо во Свито Николско Мечковијаци. Значи, што е поентата на овој проект? Поентата на овој проект е тоа што го рече професорката. Да, тие автономни компостерски единици бидат во близината, во нашето мало, близо до хотелите, близо до куќите,
да секој може органскиот отпад да се го селектира дома. Прво во една помала кантичка, потоа надвор по голема канта, кој што проектот ја обезбедува и малата канта и големата канта и биоразградливите ќе си ги обезбедува проектот, да можете органскиот отпад да го стават на посебно место и еднаш неделно да ја земат во реката, да се прошетаат 50 или 100 метри и да ја фрлат во автономната компостерска единица која што ќе ја претвори во органски компост, кој сите знаеме дека е одличен одлично ѓубриво. Органско ѓубриво кој што може да се користи. Анализите на проектот до сега, како се насуваат нашиве сограѓани од сите сме од Југоизточна Македонија сограѓани од пробишти? Го прифаќаат ли ова како нешто што им донесува полза? Па да, во рамките на проектот значи беше направен и прашалник кој што беше дистрибуиран до семејствата кои што ќе бидат вклучени во проектот и податоците покажаа дека некаде повеќе мислам од 60-70% од населението позитивно се значи изјасниле во однос на да започнат значи со тоа селектирање, што е основна цел на проектот на органскиот отпад и секако имајќи корист од тоа. Значи целта на проектот е да се селектира органскиот отпад, посебно да се издвојува кој што ќе се носи во единиците за компостирање, а останатиот мешан комунален отпад, значи кој што ќе го исфрлаат, ќе се мери, тоа е во програмскиот пакет 3, значи кој што во проектниот пакет 3 каде што ќе бидат исто така обезбедени канти со чипови, возилата на јавното комунално предпријатие ќе го мери, значи отпадот, ќе така да точно ќе се знае секое семејство колку ја намалила количината на отпад и воведување на системот нели на плаќање колку отпад е изфрлено, а не како сега според... Така, овде се требало да направите и да се вклучи Виница, бидејќи просторот каде што најголем број во Италија, најголем број на наши сограѓани од Виница живеат во Италија е потполно чипиран во односу на одлагањето на сметот. И е истиот, немаат навики веќе. Тоа сакам да кажам затоа што спремајќи се за оваа емисија, гледам дека први тој дел од Италија први како пилот проект го започна од далечната 98 година. И за 20 години успеале да ги чипираат сите семејства, таму пишува некои 280.000, над 280.000 семејства кои имаат препознатлив чип за одлагање на смет. Ова интересно може да... Тие си ставиле таргет да до 2020 30% од органскиот отпад го преработуваат локално, тука се такви. Грците се дури посмели, 40% имаат тоа намера да преработат. Посебно од туристичките и од земјоделските региони. Ако сме да направиме еден заклучок, ова што рече професорката, 70% од граѓаните на Пробишти искажале заинтересираност за овој проект. Ова значи дека нашиве граѓани не се ни помалку самосвесни од европските, не се ни помалку заинтересирани, туку им потребна организациона форма во која што тие ќе влезат. Сега овде постои една друга работа. Имаме ли дискрепанција помеѓу науката, потребите на граѓаните и организационите форми на локално или на државно ниво? Колку политичарите, советите заинтересирани за ова? Еве гледам позитивно одговорил градоначалникот и советот на Пробишти. Другите локални единици? Да, не знам ја за другите локални единици, немам некои сознанија. Општина Пробишти, да. Одлично соработуваме значи со нивниот претставник од општината, така и проектниот тим кој што е вклучен во проектот, така да се надевам дека сето тоа ќе позитивно... Ке биде пример за други. Не, на почетокот одеме преку разговори, пошто се бараше да по описот на проектот се бараше да биде тоа една, да речеме, приградска предурбана населба. И ги разгледувавме можностите и разговаравме со местните заедници. Мислам дека тие немаат ништо против. Секаде во секоја местна заедница, дали тоа ќе биде во Калниште, во селото Пробишти, дали ќе биде над болницата. Значи во сите тие средини наидовме на многу добар прием. Значи тоа пред да дојде делот кај што Марија влезе во проектот, уште во самиот почеток на проектот, кога јас со остатокот од проектниот тим од УГД и од Пробишти,
одевме на терен и ги согледувавме реалните ситуации, разговаравме со луѓето, ги пополнувавме прашалниците, правевме работилници, информативни средби и се добивме со впечатот дека нема да има никаков проблем реализацијата на овој проект во општина Пробиштип. Аз се надам дека ќе биде такво исто ќе го исто чувство има и сите други општини, барем во Источна Македонија. Значи имаме добар менталитет. Прво, јавното комунално претпријатие каже дека донирале канти за отпад. И рекоа дека луѓето имаат добри навики, ги користат кантите за отпад, дури ги изнесуваат и пред куќите. Нешто што досега не се го правиле. Не се го правиле. Значи тоа е еден чекор напред и ние мислиме дека добро тие луѓе ќе се снајдат, значи пријавија желба за учество, дури пополнија прашалници си пријавија, самоиницијативно да учествуваат. Ние не можеме да го направиме на целиот град Пробиштип. Моментално ќе одеме со 3 компостерски единици во оваа фаза на проектот. Едната ќе биде во Тоа колку домакинства ќе бидат трите, тоа е 100 отприлика. Околу 80 домакинства и два хотела и неколку ресторана. Така. Морам да ја растргнам оваа тема затоа што ме заинтригира, мене се надевам и мои гледачи 20-15 на години е стара. Начинот на одлагање на сметот се проценува, Европа вели, одговорноста према околината, тука и нивото на цивилизатиско живење или граѓанско живење, да не употребуваме разни термини, да не бидеме неразбирливи. Јас сум разговарал со амбасадорката на Соединетите Американски држави Миловановиќ, која рече дека зошто се плашат локалните самоуправи од регионалната депонија која нуди низа напредност. Моите разговори со градоначалниците велат едноставно ние немаме пари. Вие загатната интересна работа ќе биде кај Мечковици. Колку е добитокот од тоа, а колку е економскиот губиток на граѓаните, бидејќи ако биде поскапо ќе мора поскапо да плаќаат за струја. За ѓубрење. А од друга страна добитокот, професор, ќе за заштита на околината е голем. Како се наоѓа овде долгорочните и краткорочните интереси? Професоре, што велите вие? Како и секаде во Европа и во светот кај што функционира това регионална депонија. Значи на почетокот за тоа помага Европската унија. Значи за тоа помага со нивни средства за да ние полесно почнеме. Кога еднаш ќе почнеме, кога еднаш ќе се воспостави системот на регионални управување на регионален отпад, значи ќе се направи една главна депонија со повеќе трансфер станици каде ќе се носи ѓубрето од градовите, да речеме, од не зборуваме само за одлагање од ѓубрување, тука за преработка комплетен систем. Сега, ќе дојдеме до тоа. Значи, ќе дојдеме и до тоа. Кога тај систем еднаш ќе тргне, значи многу е скап стартот, рековте, добро, околу 30 милиона минимум ќе кошта тоа. Значи една целосна организација, ново јавно комунално предпријатие или не знам како ќе биде концептот. Гледам дека во локалните самоуправи веќе донесуваат некои одлуки решенија во насока на интегрирање во тој систем за регионално управување. Барем општина Штип, општина Карбица, со луѓето кои што имам контакт, веќе градоначалници размислуваат и донесуваат одлуки на Совет дека треба да се интегрираат во едно поинакво предпријатие кое што ќе стопанисува со тоа. Сега, постои еден дел од отпад кој што се нарекува резидиум, остаток, кој не можеме никој да го рециклираме. Тоа е нашата штета, тоа мора да го фрлиме, тоа мора да го ставиме прво под земја, копаме голема келија, редеме додека можеме, потоа редеме, правиме возвишение литче, па на крајот сето тоа добро го покриваме со хумус, го заштитуваме, го дренираме од сите страни да не влезе во подземната вода и го правиме. Не може да познаете дека таму е била депонија. Сега. Се друго може да обработиме и од тоа да направиме пари. Така. Органскиот отпад, 56% органски отпад. Значи, прво, тај отпад кој го оставиме на депонија. Тај отпад, органскиот отпад ствара метан. Так. Еден од главните стакленички гасови кои што ни го ствара ефектот на стаклен град. Не го ствара, го зголемува ефектот на стаклен. Ако не е ефектот на стаклен градене, не може да живееме. Значи ќе биде ладно. Меѓутоа, овие дополнително го зголемуваат метанот. CO2 испуштаат камионите што вртат секој ден до депонии и назад. Ако го спроведеме овој пејт систем и органскиот отпад го компостираме тука, нема да има толку отпад, ќе го намалиме отпадот за 50%. Друго, еве имаме на пример вака. Имаме 12% пластични шишиња и кеси. Тоа е, знаеме дека секундарна минерална суровина е тоа се рециклира и се продава. Значи тоа може да се извади и бенефит со кој ќе се покријат дел од трошоците. Значи можеме да правиме компост, може да го собираме метанот,
и ќе го собираме да правиме гасови. Можеме да правиме дури и биодизел, ако купиме малку по-скапа технологија, што мислам дека во оваа фаза нема уште потреба тоа. Можеме, значи рековме, пластиката можеме, стаклото кој што е застапено со негде околу 3,4%, хартијата 4,5% со картон заедно. Сега постоje текстил, пелени. Пелени имаме 3,5% во комуналниот отпад. Колку имаме, професоре, според вашите истражувања, колку хартија изфрламе ние? Картон и хартија 4,5% од целокупниот квантум на ѓубре, околу 4,5%. Ако е тоа хартија. 4 килограми, 4,5%, тоа би го дошло во отприлика 200 грама, нели? Така. Значи тоа е голема количина која што може да се рециклира и може како да се користи. Многу е мал сега процентот на кожа, дрво, отпадно железо, алуминиум, тоа не доаѓа до регионални депонии. Меѓутоа тоа ни е еден резидиум, посебно текстилот, пелените, онаа ситна фракција под 2 мм не може да ја правиме ништо. И таа е голем процент, таа ни е негде исто така над 9%. Сето тоа мора да се спакува во, ајде народски да се изразам, големи бали и да се реди како лего коцки во регионалните депонии. Тоа е искористување на отпадот. Професор Ке, последнава недела низ актуелностите од вашата сфера дека науката измисли ензим за брзо разградување на пластиката. Колку науката, интенцијата на разговорот ми е конекцијата помеѓу нашето секојдневно живење, освен педагогијата да ја подигнеме свеста дека треба да ја чуваме околината, колку науката веќе почнува да дава одговори на вакви крупни прашања што ќе правиме со пластиката, колку проценти на она што речеме акцијата на Европа што вели разделување на градовите. Колку вас локална самоуправа при правењето на деталните урбанистички планови, освен она што е по закон запишено, ве консултира околу тоа, колку да има паркови и така натаму. Еве, тоа е акцијата на Европа. Колку ние ќе се вклучиме во тоа? Се надевам дека многу повеќе отколку што е сега. Реков дека сега мала е соработката, не гледам јас некоја позначајна соработка со локалната самоуправа на ова поле, меѓутоа имајќи ги предвид нели сега акционите планови, се надевам дека многу поголема ќе биде оваа соработка и можеме да дадеме значи многу голем допринос во рамките. Професоре, во истиот миг разговараме за нешто што е актуелно. Се проектира голема населба во Штип, која ќе има 300-400 стана. Зошто не е императив при донесувањето правењето на директно правење на таква станица? Веќе се работи за 400 стана. Тоа се 1000 луѓе, така? Така е. Зошто како одлука на државата системски да се реши, а решенијата ќе ги понудите вие? Што мислите за таквата иницијатива? Прво, мислам дека кога се прави буџетот за таквите големи наслоби, треба да се земе предвид дека, ако се земат комуналниот отпад, конкретно во овој случај, треба да се мисли дека да се стави ставка во буџетот и за тоа. Ние многу малку мислиме на така, тоа ми беше интенцијата. Ако ние ставиме друго да не овие автономните компостерски единици, уште не е толку тоа многу ефтина технологија. Значи значени средства се издвоени од европските фондови за купување на тие 3 компостерски единици, значи некаде околу 200.000 евра се само за нив. Меѓутоа имаат голем капацитет, над 120 тона отпад може да преработат годишно. Меѓутоа тие работи мора да ги планираме на време. Тоа ми беше прашањето. Имаме ние на нашиот факултет, на факултетот за природни и технички науки, освен рударство, геологија и заштита на животна средина, постои и други студиски програми. Една од нив е и студиска програма за пейзажно уредување. Тоа што го зборувавте, за овие акциони плани. Значи, ако дојде од нас, некој од нас побара совет или консултантска услуга, дали е тоа од локално ниво, дали е тоа од повисоко, секако дека ние таа соработка, ние сме државна институција која што треба да работи не само на едукација, туку сите сфери на живење и работи и на наука, и на апликација, и сме отворени, комплетно сме отворени за било каква соработка. Значи, тие оддели, тие факултети за пейзажно уредување, заедно со нашите програми можеме да направиме одлични студии за тоа како би изгледале парковите, како би биле одржливи, колку би биле одржливи и на кој начин целото тоа може. Нема да ни се десат палми наместо одржливи растенија кај нас. Но тоа е соработката помеѓу науката и систем кој што функционира. Велат дека најубаво е да се научиш да ги гледаш системите кои функционираат, да ги прилагодиш. Но колку ние за тоа ќе имаме сенс, не знам, ќе видиме.
некои нови генерации ќе си точно и науката. Професорке, 2 години Европа ги подигнува стандардите. Кај нас, ја слушаме утрово говорот на Могерини, во кој што ние веќе, дај Боже да почнеме преговорите, веќе структурално ќе мораме да ги почитуваме стандардите кон кои се стремиме. А стандардите ги пропишуваат како на друг начин живеат. Колку вие, како факултетот, можете нам како граѓани да ни помогнете во воспоставувањето на овие стандарди, нам да ни бидат приемчиви. Еве, низ вакви емисии, низ секојдневна едукација, па дури до донесување на законски решенија. Зошто да не професорката каже дека ова ќе биде задолжително, не професорката, тука науката. Па секако, соработката од исклучително значење би било, ние сме тука секогаш расположени да го дадеме својот допринос во имплементација, веќе во голем дел, нели, во нашето законодавство е имплементирано, транспонирана европската регулатива, меѓутоа треба да поработиме на имплементацијата, на нејзиното имплементирање. Така, закони ги имаме, меѓутоа често пати при тоа, така да кажам, препишување, за жал, се прават и големи грешки, пропусти, и секако можеме да дадеме голем допринос да сето тоа, значи, на некој начин се исправи и биде направено. Така, останува уште една друга работа, а тоа е јавната дискусија околу осознаните проблеми во едно општество. Од Хегел, веројатно и од почетокот на светот, секогаш има такви превирања, точно судрување на мислење. Кај нас малку ја запоставивме таа дискусијата. Меѓу вас, професорите, скоро 4000 професори во Македонија, не се сите од иста... 4000? Да, професоре. Тоа е бројка која е, барем под форматот универзитетски професори, имаме скоро 4000 професори. Имаме 17 правни факултета. Натаму да не реда. Колку научната фела, професорската, даскалската фела, ни собствените дискусии, меѓусебни дискусии може да искристализира решенија кои се прифатливи за нас. Или остануваме на она учебник па пренесување на знаење. Еве и за едниот и за другиот професор. Ако може јас. Повелете. И пак ја спомнам Европа. Европа не тера да правиме коалиции. Политички мислите? Не. Најмалку мислам политички. Овој проект е коалиција помеѓу една општина во Крит, во Кипар, една општина Јермесој од Кипар, Катерини од Грција и Пробишти под Македонија. Меѓутоа, таа коалиција нивна е поддржана со 2 образовни институции. Едната е Универзитет Гоце Делчев, а другата е Техничкиот едукативен институт од Крит. Значи, еве ви можност како треба да работиме, да соработуваме, да разменуваме искуство, па и да ги имплементираме на различни нивоа во државата. Значи, Европа ни дава пари да го унапредиме животна средина, значи да унапредиме економијата, да научиме еден позитивен пример, а во исто време да разменуваме искуство со колегите од други држави. Исто тоа треба да го имплементираме на локално ниво. Нема многу на државно ниво, зашто да не? Извините, на државно ниво. Нека бидат и 17 правни факултети, ако меѓу себе соработуваат, дискутираат, дебатираат, ќе има некој резултат. А има ли го тоа? Немам информација, не може да ви кажам. Ние сме единствен факултет за рударство и геологија, нема со кој да дебатираме. Не, и ова е пример дека влегувате во презентација на собствените ставови. Тоа е нужно за општеството, доколку професорите немаат ставови, ќе имаат некои други кои не се професори, ама тогаш ќе имам помалку знаење. Што видите вие, професорке? Има ли хипокризија малку кај професорите? Или нема да се ја напагаме фелата, ама сепак Ресовската школа не е професора, нели? Јас пак ќе кажам, значи, кај нас на Универзитетот Гоце Делчев од страна на професорите секогаш има, значи, расположени сме за секаква соработка по сите сегменти, значи, нашите знаења, научните истражувања, значи, кои што ги правиме, податоците да ги изнесеме, да ги размениме, значи, со представниците од локалната самоуправна, од широките општествени заедници. Професори, работата на новинарството е да инициираат дебата
и одговори кои се нужни за општеството. Некогаш помалку, некогаш повеќе, но се актуелни. Изборот на актуелности некогаш е добар, некогаш не е добар, но ова не е нешто што престанува да биде актуелно. Од проблемот со родниците до решенијата со компостирањето, од заедничката депонија, регионалната депонија до озеленување на нашите простори во кои што живееме. Ирис телевизија ви е отворена за дебата, за презентирање на вашите научни знаења и на она што им го пренесувате на студентите, а се надевам дека и другите колеги од нашиот универзитет, бидејќи не може да не биде друг по-наш од овој што се срекаваме секојдневно, да дебатираме и гледачите да стекнат представа за тоа дека Македонија не може да извезува само половни кошули и алон работа. Македонија има одговори на некои прашања кои го засегнуваат барем нас најмногу, ама се актуелни во целиот. Благодарам што бевте 50 на минути од мојава емисија. Благодарим. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со професорите на темата во предвечерието на празникот, и не празник, туку денот на планетата Земја. Овие теми се обидов да не бидат глобални, бидејќи одговорот на глобалните предизвици ги даваат и глобалните сили, него она што е ова наше, 100 километри околу нас, 50 километри, она што можеме да го видиме и да покажеме дека може да се најдат решенија за проблемите. Слушнав се што рекоа професорите за барем 2 или 3 теми за кои што јас обидов дека да ги наметнам. Благодарам за вниманието. Ова значи дека во текот на мај мои гости ќе бидат повеќемина од деканите, професорите од Универзитетот Гоце Делчев, не само да ви ги представат програмите врз која основа помладите ќе можат да стекнат знаење, туку и нивната поголема општествена улога. Универзитетот не е само даскалник во кој што се предаваат голи факти, туку е воспитување на идните генерации да бидат способни за предизвиците. Како што почнав, така и да завршам. Ја добивме препораката од Европа, а во неа има низа на работи кои мораме ние да ги сработиме. Могерини место нас тоа нема да го направи. Сите ние како држава, како заедница, токолку сакаме да станеме пристано место за живење. Довидување до новата отворена тема.